Почитувани мој добар ден, вие сте со уште едно издание на Црвена линија. Собранието утре треба да почне со расправа за формирање на агенција за борба против висока корупција. Во фокусот ќе и бидат тешки облици на криминал, конфискација на имотот, стекнат на криминален начин и забрана за политичко дејствување. Ке раководел директор избран од 12 лица со висок интегритет и отпорни на политички и коруптивни влијанија. Оно што ве прашуваме денес, според вас, има ли во Македонија такви лица? Дали ова е и крај на високата корупција во Македонија? Или пак ја заврши како специјалното јавно обвинителство? Тука секако ќе ве подсетиме да не заследите и на Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што објавуваме нашата тема, каде што можете исто така да шернувате, лајкнувате и коментирате, а меѓу другото, особено топло препорачуваме да бидете дел и од Инстаграм семејството, кој што секојдневно ги даваат одговорите на нашите анкетни прашања. Денес на Инстаграм стори прашањето е: дали ова ќе означи крај на високата корупција во Македонија? Можност за одговор, две опции, едната е да, другата не, а резултатите тоа останува непроменето, ќе бидат соопштени по рекламите. Сега на потек сте вие. Се знае добро познатиот телефонски број 023070005 и имаме едно прашање до вас, а верувам вие секој од вас активно ќе се вклучи во дискусијата. Дали ова е крај на високата корупција во Македонија или пак ќе заврши како специјалното јавно обвинителство? Очекуваме нормално да ве подсетиме на почетокот, особено оние кои што можеби прв пат ќе се јават во Црвена линија. Колку пати да повторуваме, се разбира, се случува постојано истата грешка, а тоа е да биде пуштен тонот на телевизорот. Така да, драги мои, еве уште еднаш подсетување, доколку сакате да дадете и плюс учество во анкетата, не заборавајте да кликнете со да и не, независно кој е вашиот одговор на прашањето дали ова е крај на високата корупција во Македонија или пак се ова ќе заврши како специјалното јавно обвинителство. Да видиме што ќе каже првиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте. Видите, се јавувам Игор на телефонот Бероско. Поздрав ти направо до тебе. Голем поздрав и до вас. Видите, што во врска со темата за борба против високата корупција, веднаш ќе одговорам на анкетата, дека јас, според мене, моје мислење, не мислам дека ќе се стави крај на високата корупција. Треба подлабока и посуштинска борба со корупцијата, што е рак рана во нашето општество, и треба навистина надлежните не само да кажуваат, туку навистина да се позанимаваат и да има посуштинска борба против корупцијата, што го јаде нашето општество. Корупција гледаме насекаде, дали во судовите, дали во здравството, и мислам дека и тоа кажав, дека треба поголема и посуштинска борба против корупцијата за едно поправедно и поуспешно општество во кое сите ќе бидеме овде задоволни во нашата земја во Македонија, и нема да има и младите ќе својата иднина и кариера ќе гледаат овде во Македонија. Дали сте вие оптимист во однос на новата агенција која што треба да се формира за борба против висока корупција? Дали сум оптимист? Да. Да кажем, ајде дека сум оптимист, но Благодарам многу, еве што бевте и прва која што го проби мразот слободно, така ќе кажам, во ова издание на Црвена линија. Сега ќе слушнеме кој ќе биде и следниот одговор од нашиот нов гледач. Добар ден. Да, добар ден. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Треба да биде составена, ќе раководи директор, тоа е во планот, кој што ќе биде избрано 12 лица со висок интегритет и отпорни на политички и коруптивни влијанија. Има ли такви во Македонија лица?
Искрено да ви кажам, не да ја наречат агенција, ако сака и суд да го наречат, корупцијата кај нас не можеме да ја на некој начин сузбиеме. Зошто? Затоа што ви реков, јас и прошлиот пат јас работев 30 години во полиција, знам што е тоа и знам какво треба да се спроведува. Само тука треба институциите кои се во Македонија од обвинителство, судство, полиција, тие се тие кои треба да ја гонат корупцијата. Не треба специјално обвинителство или агенција за борба против корупција. Нема тоа. Тоа е формално правно само се поставува. Овде треба тие три институции, полиција, суд и обвинителство. Тие се трите институции кои треба да ја гонат таа висока и ниска корупција. Ние на корупцијата не можеме да ја ставиме крај, али можеме да ја држиме во најдолно ниво. Затоа што корупција во цел свет, не само кај нас. Затоа јас викам, корупцијата, нови институции нема потреба. Овие институции кои се поставени во Република Северна Македонија, тие треба да ја гонат корупцијата, а не некоја си агенција сега друго име и дава, не е специјално обвинителство, туку агенција. Ви благодарам многу. Благодарам и вам. Сега малку порано од вообичаено, веднаш ќе се префрлиме кај Твитерџи, бидејќи имаше твитови и во однос на денешнава тема, па и веќе почнеме со твитот на Марга, која што воедно ќе слободно ќе кажем инспирирана од нашата тема која што денес ја поставивме. Визуелно ова е фотографијата со која што ја најавуваме темата на Facebook, секако на Твитер и на Инстаграм. Напишала, ке се формира агенција за борба против висока корупција, jer ниската ја решија со СЈО и ке се вика кај Ката у библиотека. Еве, дали сте вие оптимисти и сметате дека секако ќе биде успешна работата на оваа агенција доколку се формира и дали тоа ќе значи и конечно крај на коруптивните влијания и високата корупција во земјава. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Видете, јас и ден денеска не ги верувам дека СЈО ќе си заврши добра работа. Меѓутоа проблемот беше тоа што тие нивни предмети таа служба не ја пратеше соодветен јавен обвинител и јавно и суд. Погледнете, сите предмети што ги отворија, они ги застарева. Па дали беше проблемот до нив или проблемот е до судството, ако сакате да отвореме. И видовте што кој театар се случи со тоа СЈО, зашто мораше да се уништи тоа, за да може крупните риби да се спасат. Колку сакате агенции да формирате? Ако не издвоите посебна група на обвинители, посебна група на суди, кои ќе ги работи овие предмети, бадиела е све. Жив пример ви се предметите на СЈО. Кажете ми, после нивниот предмет, кој голем предмет е отворен за корупција, а пливаме, сите знаеме. Па со судство од 3% ли сакате да судите висока корупција и криминал, ќе ве прашам. Па тоа само будали може да го веруваат, да ви кажам право. Значи, посебен суд, посебни обвинители и не ви треба агенција. Само ви требаат луѓе доверливи, проверени. Ако на крај крајва не знаат, нека земат странци. Нашиве се корумпирани до коска. И бадиела е колку сакате агенции да формирате. Додека не ги издвоите суди и обвинители кои ќе ги работат предметите во тајност да не се знаат. Се додека имате вакво обвинителство и судство, бадиела е се. Толку пријатно. Благодарам многу за јавување. Секако не е бадиела да го слушнеме вашиот став и во продолжение идеме со нови 90 секунди за нов гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добро, уште едно подсетување, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди е секој излагање, но доколку сметате дека сте недоискажани, отворени сме со вкупно 5 линии на кои што можете повторно да завртите. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Значи, каква агенција, какви бахрачи. Видете, пред 15 години се направи обид за рационализација на администрацијата и наместо да бидат во министерства, ги ставија во разни агенции. И сега не се знае кој е надлежен. Кој ќе тоа е проблем, еден на друг си ја префрла топката. Не доаѓа во обзир. Значи, оваа држава се знае како е.
законодавна, уставна, извршна власт и толку се. Значи мора министерствата да си ги вршат своите работи. Има јавно обвинителство, има судство. Само тие три институции, нема што повеќе, ме разбирате? Меѓутоа, нам памет не ни доаѓа. Јас сега, ајде, нема многу време, овие се кратки излагања, ама ќе кажам. Некој друг ме, како да речем, имитира или јас него, вика, за нас само со клоца во Европска Унија да видат како тоа функционира системот. Ме разбирате? Само толку, друго ништо. Какви агенции, па тоа милион таму директори и надзорни органи и така натаму. Ме разбирате? Нема шанси тоа. Нека си ја средат државата, али молам Бога 100 пати сум рекол. Што побрзо во ЕУ и по кластери. Благодарам многу за јавувањето. И сега повторно малку на Твитер, со оглед на тоа што денес дискутираме дека собранието утре треба да почне со расправа за формирање на агенција за борба против висока корупција. Практично ова е старо нова вест, бидејќи овој предлог датира уште од 2021 година, каде што Демократски сојуз, тогашниот наслов е Павле Трајанов, предлага формирање на македонско FBI, а агенција за борба против тешките облици на криминал и висока корупција. Така да веќе од утре во 2023 ќе се расправа за формирање на оваа агенција. Но што мислите вие? Меѓу другото, дали располагаме со лица кои што се со висок интегритет и отпорни на политички и коруптивни влијанија и дали формирањето на ова агенција против висока корупција всушност ќе биде и крајот на корупцијата во земјава? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Тино, прво не помагаат, што би рекли старите ни кожни гачи више во ова држава. Се додека судството не се очисти, се додека не се донесе законот за потекло на имот, нема напредок, нема Европска Унија, нема ништо. Го изедува овој беден народ. Овој народ го плячкале кој стигнал за овие години. И сега го плячкаат под изговорот ние сме патриоти, ние вака, ние така. Не помага ништо, ни агенции, ништо не помага. Судството ни е рогот. 97% нема доверба во судството. Не колку има доверба, 4%. 97% нема доверба. Законот за потекло на имот да се подхитно донесе. Па да видите како државата ќе оди напред. А вака ништо. Жал ми е, ама што тоа е тоа. Бидете поздравени, имајте убав ден. Бидете поздравени и вие и секако во продолжение на својот ден останете со црвена линија. Одиме со вас. Добар ден. Добар ден. Па еве, колку сте вие оптимист околу формирањето на оваа агенција за сузбивање на висок криминал и корупција? Воопшто не сум оптимист за новата агенција за борба против висока корупција, затоа што постои веќе агенција против корупција. Нека се земе примерот на Сингапур, нула корупција. Ако не ке може, нека земе примерот на Техеран. Фати го тоа, обясни го, јавно е готово, друго нема да краде после. Нема друго чаре. Ова више не се издржува и понова вако живот повеќе. А еве, зошто ние не можеме да бидеме барем до некаде до Сингапур? Каде го гледате проблемот? Во премиерот и неговата врхушка околу него што е владата. И тоа е цела работа. Дали според вас Македонија има лица кои што се со висок интегритет и отпорни на политички коруптивни влијанија? Како? Дали еве во Македонија според вас постојат лица кои што се имуни на политички и коруптивни влијанија? Да, постоеше, затоа избега ване да изадов во Германија. Разбирате, нели? Ве слушаме. Да. Тоа е додека рибата смрди од главата, не смрди од топашката. Значи крива е главата. Се што треба да прави главата, во нејзини сме раци. Кај нив е стапот.
и морковото. Тоа е тоа. Нема што да кажам повеќе. Пријатно. Благодарам за тоа што секако се вклучивте и го кажавте вашиот став. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Се јавувам од Куманово. Голем поздрав до кумановчани кои што не гледаат во моментот. Да, сакам да кажам дека едини човек во Македонија, Република Македонија е Гордан Каваджиев. Другите се потам повам неизvodljivi да може да раководат со тие. Да. А еве, дали ќе бидете и сте оптимист во однос на работата на агенцијата која што треба да се бори против висока корупција? Тука се вмешат многу тие вакви, такви, па вакви, па после искочи сонцето изгрева од исток, не од запад, не изгрева од исток. Не е тоа. Добро, дали во Македонија еве постојат лица со висок интегритет и отпорни на Со политички? висок интегритет мене ми се чини дека еден Гордан Каваджиев, професор што го гледам, тамо на факултетот за безбедност ли кај предава, и овој Црногорец од нему црногорското презиме, тие се двојца меѓу најаките правници, мислим, од уставното право. Добро, имате уште Тие може нешто? да направат нешто по-позитивно за нашата република. А еве, што треба да ни се случи, какви треба да бидеме за да бидеме поблиску до Сингапур, која што еве земја пример кој што воопшто скоро има најнизок степен на корупција, ако воопшто има. Па земјата, пример, ние не, балканците немаме ги тие, немаме тоа култура, тој талент. Така, сметате дека е повеќе и до менталитетот. Добро, еве гледачот даде уште една идеја, дали е проблемот во менталитетот на овој народ или верувате дека агенцијата конечно ќе биде решение да се сузбие високата корупција? Добар ден. Здраво. Здраво. Па види вака, ова дури ми звучи како некој научно фантастичен филм. Многу некако со скепса гледам на оваква работа. За корупција, значи за висока корупција, знаеш кога на 32.13 мислам дека ќе се реализира таа работа. Гледам сите кажуваат Сингапур, нити Сингапур ќе се види, нити врагови. Само Владо Путин да заврши работава у Украина и кога ќе тргне надоле, сите устав мирно ќе ги стави и суди, и адвокати, и обвинители, и влади, и министри, и премиери, све ќе стави устав мирно. Затоа што американците и Западот ово го поспешуваат, има што повеќе криминал и полесно да манипулираат со овдешниве луѓе, не само кај нас, општо секаде. Се слушаме? Да, ве следиме. Па толку би кажал, бидејќи немам пратња на минутажа, биди поздравена, чао. Благодарам, бидете поздравени и вие. Сега повторно одиме со Твитер, ќе подсетам, можете и да бидете инспирирани и да се надоврзете на она што го коментираат и твитерџи. Овој коментар е всушност изразен и преку фотографија, некој некаде напишал. Сега ќе може и да видите, Исланд 2016 година, бутнаа влада поради корупција. Средувањето никогаш не завршува, само вака. Еве, дали сте вие оптимисти и верувате дека ова формирање на оваа агенција за борба против висока корупција ќе биде и конечен крај на истата во земјава? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, и тоа во Ако сум на црвено. линија. Да, сте. Благодарам. Па вака, ќе окажам своето размислување. Прво, формирање на агенција за мене не е оправдано. Тоа ќе дојде исто како некогаш, кога сакаше некој предмет да се заташка, формирај комисија за да не се дојде до крај на решавање на одреден проблем. Така ќе биде и ова агенцијата. Меѓутоа, пред сето тоа, треба друго нешто да се. Прво треба основно да не застарува ниедно дело. Значи, секое едно дело кое што ќе биде одложено при процес на судење за месец дена,
за толку да се продолжи застарувањето. Ако се, да речеме, денес е рочиштето, се закажува после 5 месеца. 5 месеца после онај рок кој што е предвиден, значи да тоа дело, значи мора да се најдат начини, мерки, значи да виновникот дојде до правото на словото. Словото да му каже на крај виновен си, не си виновен и дали да речеме ќе биде казнет со укор затоа што не е делото од таква природа. Се до тогаш ние ќе имаме проблеми со законот, со судот. Меѓутоа, значи без да се знае потеклото на имотот и незастарување на делата, нема да дојдеме до никаков резултат. Меѓутоа, овдека за мене ќе биде друго нешто, да постои посебен суд кој што ќе одговара, значи, не само на нашите органи, но и на меѓународното право, каде што ќе може да му речат вие не сте го спровеле. Благодарам за јавувањето. Подсетувам уште еднаш, особено за оние кои што понатаму ќе се вклучат, внимателно со тајмерот. Мерете го времето. Добар ден. Ало. Здраво, добар ден, црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Намален е тонот на телевизор. Агенцијата за борба против висока корупција, демагогија и мачкање очи на народот. Тоа запамтите го. Ние гледаме дека антикорупцијската комисија, сите, не оваа само, откако постојат џабе пари зимаат. Зошто? Све што ќе сработат, даваат на обвинителство. Обвинителството е под команда на политичарите од власта и ги ставаат предметите или ги одбиваат или у фиока ги ставаат и сепак ги уводат. Доказ за тоа е антикорупцијската нема ни еден случај не видовме политичар да го затворат, а уште помалце да му ги земат парите, да ги врати парите. Видовме ние таа СЈО што беше специјалното јавно обвинителство, зимаа 100.000 евра вон платата, нити вратија пари, нити одговараа кривично. Значи, најголемо зло во Македонија е тоа што тие што треба да ја гонат правдата, полицичари, суди и обвинители, да ги гонат криминалците, тие се најголеми криминалци. Тоа е, како да кажам, парадокс само што го има во Македонија. Значи, закон за потекло на имот, јавен обвинител од страна на опозицијата секојаш да се бира и се што е украдено, се што не може да се докаже од политичари, суди, бивши, сегашни, до обични граѓани, да им се одземи да се стават. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Ова што го говоревте, еве не префрла повторно на Твитер. Горе-долу, може би сличен став, слободно ќе кажеме, има и Злато Уста која што напишала. Собранието денеска треба да почне со расправа за формирање на агенција за борба против висока корупција. А оваа досегашнава зашто беше формирана? Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ја да се доискажам. Секако, репете е дозволено. Еве, пазите, ај кажете ми, кој гради наводно на локација Марково Крувче, кај што требаше да биде сончев град, нели израелците се повлекува? Кој дигна кран горе? Сте виделе? Сте пратили екипа да провери? Да видите кој почне да гради згради горе? Или куќи? Ете ви пример за корупција. Тивко, не знаеме кој гради. Кажете ми што се случува со МЕПСО. 15 милиона отпишани долгови на фирми. А чива е фирмата? Се знае, на политичар. Едната од фирмите на кои е отпишан долгот е на политичар, на Муса Чафери. Каде е обвинителството? Реагира? Не реагира. Затоа преска кажам, посебен суд, посебно обвинителство, ако сакате нешто да завршите и да се сменат законите, како што барат, да не застаруваат делата. 19 милиона евра фалат од фонд, не фалат, тие се пуштени во канапото од пивом. Кој одговараше за тоа? Политички никој не одговара со заташка. Така и ова, све што ќе се откопа, ќе се заташка. Затоа само се посебни органи кои ќе одговараат. Јас сум да се платат тие луѓе. И то знаете зашто? Па знаете, за 1000 евра никој не става за Јовицо Гриневски викаше, јас за 5000 марки не отварам конзерва со паштета, а камо човечка глава. За 1000 евра никој вас не ви работи висок криминал. Не сум го вишал тој маш до сега, да ви кажам, до сега ништо.
А меѓутоа, луѓето треба да се земат плати и да се... Благодарам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Она што ве прашуваме денес, дали ова е и крај на високата корупција, како гледате доколку се оствари формирањето на Агенцијата за борба против висока корупција и дали кај нас всушност има луѓе со висок интегритет кои што се имуни на корупција. Добар ден. Добар ден. И трета среќа, верувам дека добро ќе се слушнеме во следниот момент. Добар ден. Добро. Како и да е, еве ќе прочитам уште еден твит од МК Кодер, кој што напишал: Коридор 8 од сам старт труе на корупција. Договаран во 4 очи со заобиколување на законот за јавни набавки, исклучително висока цена и надзор кој ќе се врши од фирма за продажба на женски гаки. Газење врз права, закони и цивилизацијски придобивки. Па еве, дали сметате со формирањето на Агенцијата за борба против висока корупција ќе се стави крај на корупцијата во земјава? Добар ден. Добар ден, дали се слуша? Добар ден, Македонија. Добар ден и вам. Јас сум у програма. Да, вие сте. Па што да кажеме, жално е со криминал, корупција во наша Македонија. Имаме преубава земја со езера, реки, земја плодна, а увезуваме се и се што самоуништување ни шират, оние кои нели се на власт. Памтите кога рече Бранко Црвенковски, октоподот има пипци на секаде од СДС, уште од СФРЈ, тој октопод има пипци на секаде. Ја ограбија, ја уништија СФРЈ, фабрики, стопанство, ја банкротира Југославија и станаа неголеми плачковци и го носталгичари по СФРЈ. А еве кажете ми, дали сте оптимист за работењето доколку се формирава агенција? Нема шанси, кога се СДС на власт, тогаш само света се е злобно, лошо, антимакедонско, криминално, ништо добро не се случува, само не знам кој нормален човек ги поддржува овие вакви СДС на власт, пошто тие се опасни и за тие кои гласат за нив. Сега за криминал, реков дека тие пипци, значи на октоподот СДС се уште се насекаде и роварат, уништуваат, крадат. Тука им се придружија и поголеми са криминалци се овие од ДУИ, нели, кои беа порано, нели, како да речем, ако кажам терористи, може би ќе ми случите од програма, а не беа борци за човекови права, нели? Сега тие се уште поголеми криминалци. Еве кажете, кое е решението според вас, како треба да работи агенцијата, за да конечно има крај на висока корупција? И другите да се сруши ова антимакедонска власт и носење на власт на... Добро, за понатаму сакаме нели да слушнеме ваше видување во однос на тоа како земја дали всушност имаме лица кои што пред се ќе бидат имуни, недопирливи за нели политички коруптивни влијанија, нешто еве дали оваа земја Македонија може да даде еден нов Елиот Неси неговите недопирливи. Дали така ќе работи агенцијата за против висока корупција? Добар ден. Добар ден, со почест од вас и кон вашата емисија. Голем поздрав и до вас. Јас како граѓанка имам широко искуство. Ваква агенција не треба нити да постои, нити да се формира. Време е за избори. Овие граѓани да не спијат на нога сите и оваа власт да падне. Да дојдат интелектуалци, способни и квалитетни. Павле Трајанов да си ги собери парталите и да си оди дома да не ги шета партиите. Оти јас го познавам лично, бидејќи сум јас голем политичар од десницата. И ги пратам сите вести, сите медиуми, нема нешто што не пратам. Кој ќе биде во таа агенција? Синоите на Џафери, на Петко, на Трајко, на тие од СДС. Ние видовме Катица Јанева што направи. Видовме што се случи. Го умреа во Беготов, Јанева. Не знам уште колку има желудник. Црвена линија се активира. Дете тоа го умреа и такви, конкретно ќе бидам да
упатам кој е зборот на кој што се активира црвената линија, значи добре дојдено е да си го кажете и ставот и мислењето, но внимавајте и на употребата на зборовите. Значи се што звучи грдо, како да кажеме, кој што има навредлив тон, погрдни зборови, говор на омраза, секако црвената линија се активира веднаш. Така да има начин како да се каже. Ги ќе посетам зашто е тоа така, бидејќи сме емисија намената за целата публика. Добар ден. Добар ден. Па еве повелете, кои се вашите одговори? Благодарам што постоите, еве, што има линијата. Мислам дека Виолета Цајковска, која беше таа што прва пред 20 години, направија уште стои, добро е што стои. Па еве да си кажеме ние, ова што се да го кажеме, че се формира агенција за борба против висока корупција. Дали ова ќе означи крај на високата корупција во Македонија? Значи, кај нас во Македонија се е наопаку. Затоа се распаѓа Македонија. Затоа овие владетели штетни владеат за да уништат Македонија. Каква корупција, каква агенција? Во Македонија треба полиција саглам, полиција саглам. Не овие што се јавуваат полицајци, пензионери што земаат по 40.000 пензија, а кажуваат некој северна, некој ваква, некој онаква, некој се напаѓаат по другите, а ние се сами напаѓаме. Едни по други, други по едни, други по трети, трети по пети. Од напаѓање веќе амани од лажно кажување, лажно искажување. Треба во полицијата да се поведе ред, да се стави тамо ред во полицијата прво, каде се седи расипано. Во полицијата нема веќе ништо, само идат колку плата да земаат, не да откријат корупција, не ова, не она, а тоа треба тие да го прават. Затоа треба избори, што рече жена за пред мене. Благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме со вас. Еве, што сметате, дали сте оптимисти дека оваа агенција ќе биде успешна во борбата против висока корупција? Дали во Македонија гледате дека постојат лица кои што се со висок интегритет и кои што ќе бидат отпорни на политички и коруптивни влијанија? Слушнавте што кажа гледачите досега. Дали можеби нашиот менталитет е таков да сето ова изгледа вака како што изгледа? Добар ден. Здраво, Телма Мемна, и до тебе здраво, Тина Фина. Здраво. Да се надоврзам со претходниците и почитуваната сограѓанка од Битола, од збор до збор со двајцата, и најбитно, нормален суд. Значи, страф од казнивост. Законите се добри, никакви агенции повеќе, за да има вработувања, дефектни вработувања, да се одливат средства од буџетот, од граѓаните од нас, никако. Какви агенции? Нормален суд, нормална полиција и страф од казнивост. И нормално пресуди со конфискација. А инаку, ако тера вака, ако проđи вак, значи младината, секоја фамилија размислува детето да не му живее тука како проđи вак. И добро стоечките. Само полтроните и функционерите ќе останат. И нормално ќе се избриши Македонија, државата ќе исчезне. Ќе се слее во некоја друга, да речем, дали во Бугарија, во Грција, во Албанија. Ќе нема младина, ќе нема жители. Свестете се. Значи треба одлучност, организирање по друштвените мрежи и 90 секунди изминано. Благодарам и вам за јавувањето. Добар ден. Ало. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Јас мислам вака, све проблемот што се однесува до корупцијата е во судството. Судството наше треба да се укине, да не постои, и адвокативе. Тие да не постојат, од странство да доаѓат, и што е најбитно, а најчисто, да нема пари кај нас, ни евра, ни ништо, со бонови. Едино така може корупцијата да се укине.
Другше не може овде. Зашто генот е проблем. Генетски проблем имаме ние овде у Балканот. Тоа е, да не употребам друг збор. Сакате да кажете дека тоа е во нашата природа? Да, дефинитивно. Затоа не би пари да нема воопција пари, никако бонови, плата, како што може ќе звучи многу примитивно, али корупцијата е едино така, а судството наше се знае више. Тоа да не постои, болje да не постои, бидејќи закони има, све има, корумпирано. Па први од нив треба да се почне во државата. Што е ова? 30 години водиме држава или не водиме? Треба... Значи не знаеме да водиме држава. Тогаш треба да не учат. Од членство, да бидеме протекторат. Ние и така сме протекторат, вака барем дефинитивно протекторат да бидеме и да ни водат луѓе во судството. Судството е најголем проблем во Македонија. Сватете луѓе. Благодарам многу и вам за јавувањето. Еве, со оглед на тоа што го кажавте, се префрламе и на Твитер. Анета Марковска напишала и тоа на 24 март. Еве, што е констатирано: висока корупција, бавна правда, лоши услови, недостиг на одговорност за родово и семејно насилство, нечовечко постапување во затворите, насилство и закани врз новинари, сериозна владена корупција се дел од главните забелешки во извештајот на Стейт Департментот за 2022 година. Па има ли надежда за нас како земја да се избориме против високата корупција? Добар ден. Ало, добар ден, Тина, повторно Игор на телефон да се доискажам ако може. Секако, повелете. Видете, во врска со корупцијата, јас, например, како млад човек би сакал корупцијата барем да се сведе на минимум ниво, да нема толку корупција, а би зборувал за друга тема, односно за судството. Гледаме невладење на правото, зашто се дозволува застарување на кривичните дела, зашто нема одговорност, и овде се прашувам како млад човек дали сите сме еднакви пред судот. Додека нема посуштинска борба со корупцијата, владење на правото, реформи во судството, ветинг во судството, нема да има напредок во нашите евроинтеграции. Тоа да ни е јасно. Треба многу реформи во многу области и сегменти, и за да бидеме сите задоволни и само така да ја донесеме Европа дома, а потоа Европската унија ќе го препознае тоа и мислам дека... Ајме, вие како млад човек, дали сте оптимист доколку се формира оваа агенција дека ќе се избори со високата корупција? Видите, јас како млад човек со резерва сум оптимист. Се надевам, сум оптимист, да, со резерва сум оптимист. Но би сакал како млад човек многу да се работи на борба со корупцијата, владење на право. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. А сега е време да продолжиме со реклами. Сега е времето кога ќе ги соопштиме резултатите од Инстаграм стори анкетата. Уште еднаш ќе ве посетам за следете на Facebook, Twitter и секако на Инстаграм, па веќе утре ќе можете да бидете дел од оние кои што ги даваат одговорите на нашите прашања. На прашањето дали ова ќе означи крај на високата корупција во Македонија, тоа формирањето на Агенцијата за борба против висока корупција, со да одговорија 18%, а со не 82%. За 100% задоволство и освоени награди, тоа е она што јас можам да ви гарантирам, е задолжена агенцијата наречена Заврти на Телма. А ако сте подготвени, време и да ги меморирате следниве прашања, бидејќи ќе ви се случат во Заврти на Телма. Кое градинарско растение на Струмички се вика Френка? Еве уште едно прашање, од кое дело на Шекспир е репликата да се биде или не? Како се вика горчливиот лек што се користи против маларија? И кое е името на писателот Дракул? Се гледаме за кратко време.